Талат Џафери повторно дочекан со транспаренти и негодување. На седницата во понеделникот целосно го игнорираше скандалот со неговото однесување, а на денешната средба со новинарите, на која се пофали за 520.000 евра потрошени за нови собраниски микрофони и системи за гласање, рече дека нема за што да се извини. Не чувствувам потреба да се извинам. Не чувствувам одговорност. Секој си има своја должност и задача. Јавноста ќе цени. Зборовите не беа упатени кон службениците. Опозицијата кажува така, туку кон работата. Што и да кажам, опозицијата друго зборува. Сите служба конкретно седници, веднаш кај комплет седници, сите што позаду сите немате биеве. Вие сте на плата и си бавате на Според него, одговорноста е кај оној кој требало да ги исклучи микрофоните, а тоа не го направил. Тој што бил должен да исклучи, не исклучил. Не знам дали имало намера или не, нека остане на негова одговорност и совест. Ако некој продолжи да прави такви грешки, има процедура. Ќе се оцени и ќе се поведе дисциплинска постапка. За таква грешка се оди дома. Запрашан како ќе се чувствува ако новинарите го опцујат, вели, ако сум за пцуење, пцујте. А за тоа како се чувствувале службениците, собранискиот спикер им порача на новинарите да направат анкета со нив и да ги прашаат. Смета дека службите биле стрикни и задоволни затоа што им биле набавени нови компјутери за работа. За причините за ваквото скандалозно однесување, спикерот Џафери вели дека го испровоцирале грешки во техничките процедури на собранието. Зашто потоа тој ќе бил одговорен. Додека пак на генералната секретарка која раководи со собраниските служби, иако присутна, не и даде збор. Вели, ова е мој брифинг, пошто побара новинарите да го прашаат за други теми, настрана од цостите и навредите. Инаку опозицијата веќе достави представка до Комисијата за доловнички и мандатно-имунитетни прашања, на која бара санкционирање на собранискиот спикер. Крајно е недозволиво токму од човекот кој што прв го потпишал етичкиот кодекс за однесување во собранието, најгрубо да го крши и да бега од одговорност. Го повикуваме и господинот Панчо Минов да не одолговлекува и да закаже седница на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, на која што ќе се расправа за санкции по повод прекршувањето на етичкиот кодекс од страна на Талат Џафери. Од друга страна, владеачката СДСМ ниту го осудува, ниту бара одговорност од Џафери. Од нивната пратеничка група го правдаат и сметаат дека тој веќе им се извинил на службениците. Како ќе се однесувате ако сега ја се вас да учува? Па ќе побарам да ми се извините. Сметате дека господин Џафери треба да им се извини на службениците кои учува? Па сигурно сум дека тоа и го направил веќе. Не ги реша и кажа дека не чувствува одговорност. Како го коментирате тоа? Видете, има комисија за деловнички и имунитетни прашања, каде што ќе се расправа дали е тоа, значи господинот има вина, дали тоа го направил, така да не би излегувала Талат Џафери не негираше дека неговиот глас се слуша на снимките кои протекува во јавност. Сепак, премиерот Димитар Ковачевски во обид да го оправда, веројатно поради мир во коалицијата, порача дека од објавеното аудио не може да видиме кој со кого зборува.